Одраз, месечен подкаст со едно прашање разгледано од повеќе аспекти и еден заклучок. Ова се вообичаените звуци на Скопје, но малку треба за да се сврти работата. Луѓето да се затворат во своите живеалишта, за живиот свет во главниот град да излезе од своите. Такво барем беше искуството во пандемијата. Кога луѓето беа затворени во домовите, поради мерките за ограничување на движењето, помалите малски тревници и паркчиња веднаш почнаа да излегуваат разноразни животинки. Ежиња да притрчуваат и да пребаруваат по тревниците, верверички по дрвјата. Во утрата и попладневните часови бучавото од автомобилите ја замени црцорење на разни птици кои одекнуваа од бетонот. Пандемискиот период беше тежок на многу начини и остави или ќе покаже последици на многу луѓе. Но со повеќе мина соговорници во последниот период со кои разговаравме како да се насетува една така блага носталгија за таа драстично поинаква атмосфера во Скопје од онаа што ни е вообичаена. Мир како да сте во природа и почист воздух. Се слушаше шумолењето на лисијата кога ќе дувнеше ветер, наместо постојаните звуци од сообраќајот и градскиот метеж. Вакви крици од лав, завивање на волк или грмчење на мечка може да слушнете евентуално само во зоолошката градина. Но она што може да се слушне понекогаш е ова. Често ова. А најчесто ова. Ова што го спомна за во пандемијата, како луѓето уствари реагираа дека што се има, многу ми е интересно дека ме врати на една ситуација во Охрид за едни видови на нуркачи што се многу чести генерално, мислам неколку години правиме истражување за водни птици низ природните езера во Македонија. Тие се видови што се едни од најчестите кои што ги среќаваме. Имаше дури цел наслов, еден новинарски прилог. Видете какви птици има, се среќаваат на сред Охрид, се шетаат на плаштадот, нешто некои такви работи. Нам ни беше така, интересно ни беше бидејќи тие се видови што ние ги знаеме, ама сваќаме дека уствари луѓето не ги знаат, не ги препознаваат, бидејќи едноставно или немаат интерес да ги гледат или не се толку блиску до нив за да ги видат. И тоа е интересен феномен за мене, бидејќи треба само повеќе да им се збори на луѓето и да им се дава можност да видат дека има многу работи околу нив што не ни помислиле дека можеби да ги имат или едноставно немаат интерес да знаат што се друго има. Ова го вели Данка Узунова од Македонското еколошко друштво, кој е орнитолог, односно истражувач на птиците. Со неа и со нејзиниот колега Драган Арсовски, херпатолог, односно истражувач на влекачи и водоземци. Разговаравме каков див свет крие Скопје. Метрополата, па и сите градови налик на него. И покрај тоа што со сите сили се трудиме да ги избетонираме во целост и да отстраниме се она што не е направено од човечка рака. Сепак, се некакви екосистеми во кои живеат и други суштества. Дел од нив мудро се приспособиле на градската средина, па често ги користат нејзините предности како храна и живеалиште. Жмиркаат во темницата и се раздвижуваат кога градот ќе се смири. Градот е добар за птиците. Танка вели дека тука може да се сретнат дури половина од сите видови на птици кои живеат или повремено сезонски ја посетуваат Македонија. Градски парк е многу интересен, бидејќи таму има над 100 видови кои што се среќаваат и тоа од секакви, од најмалите, не знам, сипчиња, врапчиња до разни видови на водни птици, не знам, има и што се викаат штипчиња, рибарче, што е најинтересното и најшарено пиле што може да се види во градски парк, ама многу луѓе го промашуваат баш заради тоа што е многу мало и многу брзо. Тоа како син куршум буквално прелетува над водни површини. По тоа што имаме корморани, бидејќи Вардар е во близина, корморани има во близина, чапи и различни видови. Претходната година со еден волонтер кој што има многу голем интерес за наблюдување птици, а иначе е маратонец, откривме дека има мала една колонија на мала бела чапја над тениското во градски парк. И тоа е нешто што е комплетно ново и за нас како истражувачи, како податок. Има, се среќаваат многу различни видови на грабливки, кукајдрвци, не знам, секакви видови што човек може да претпостави дека има, ги има и се среќаваат во или околу градскиот парк. Така што само треба да бидат луѓето заинтересирани дека да, има нешто такво, сакам да видам што е тоа, да знаат како да се обратат ако не знаат што треба да се прави. Тоа слободно може да го направат со мене, со моите колеги, само после само иницијативно да продолжат со истражување. Ако некогаш се загледате во небото, но секако ако воздухот не е загаден и ја нема онаа магла, можете да забележите птици кои подолго време на поголема висина кружат околу едно подрачје. Можно е меѓу нив да има соколи, јастреб, па некогаш и некој орел. Тие користат градската инфраструктура и високите згради им служат како карпите во природата. Знаат да направат гнезда по високи кули или блокови во градот како оние од градски зид или во Капиштец.
со клињата тие што ги имаме најчесто кај нас, се видови што во природа, кога не постоеле човечките населби, они се гнездат на карпи, иначе некаде кај што имаат убав преглед на регионот низ кој што обично се го ловат пленот што се го ловат. Крапливите птици се генерално територијални видови многу, така да кои кои ќе се воспостават на територија, таа е нивна низ која што си ловат, си бараат партнери и си ги одгледуваат младите и така натаму. Сега во ситуација во која што имаме модификација на тие хабитати или малку вештачки видови на хабитати на кои што они се прилагодиле, заради што? Заради тоа што имаат висококатници и тие им се некаков вид на вештачка структура, вештачки пандан на вертикалните карпести одсеци на кои што нормално се гнездат. И второ, во градовите, сакам или не ќе ме да признаем, има многу повеќе храна за нив. Што значи глодари и такви работи. А глодарите доаѓаат заради тоа што има, не знам, ѓубре, сепак канализацијата, сакам или не ќе ме секундарно произведуваме многу работи што ја поддржува популацијата на пленот на овие грабливи птици. Тоа јадат овие соколите и јастребите што ги спомнати. Така да, аспект се значи корисни. Скроз се корисни. Да се ги пазиме ако ги видиме. Дефинитивно. Истото и со бувовите, например. Насекаде генерално ги има овие малата кукумјавка што е, што малте на сите веќе ја знаеме, но интересно например дека единствениот преселен вид на од сите видови ноќни птици, или сите видови утки и бувови што ги имаме, го има во градски парк. И го има во малтене секоја малку поголема за зелената површина, значи други паркови што ги има во различни населби во Скопје. Да не збориме дека надвор од Скопје во руралните населби се исто многу чести. И не само тие, туку и други видови на бувови кои што се супер контролори за популацијата на глодари. Што индиректно многу им помага на луѓето што работат со земјоделие. Мислам, тоа е прекрасно колку они си нашле супер простор за да ги искористат просторите што ние ги имаме направено за гнездење и храната што се наоѓа тука заради нашето делување и бидување во овој простор. Во период од април до мај можно е да видите и млади од овие видови. Лично сведочев кога млад сокол кој учи да лета, најверојатно по удар во прозорец на зграда, падна на малскиот тревник во центар. За среќа потоа набрзо се опорави и замина. Во друг случај човек спаси млад јастреб од тревникот во паркот Жена Борец, кој беше опкружен од непријателски настроени страчки. Данка не советува што да правиме во вакви случаи, а ако треба дополнителен совет, можеме да се обратиме и до нив во Македонското еколошко друштво. Нешто што најдобро можеме да направиме секојаш да се види дали кај што е најдено малото пиле, дали во близина има некое гнездо што личи дека може да биде нивното, да се остави пилето, особено ако се гледа дека има други единки од неговиот вид како надлетуваат околу вас, што значи дека тие се најверојатно или родителите или дел од колонијата, значи од семејството, пошироко семејство, значи да се остави во тој случај пилето таму, или пак ако може да го дофатите на блиското гнездо, да го оставите таму, најблиско колку што можете да стигнете до него. Истражувачката е задоволна и изненадена што меѓу граѓаните се повеќе расте интересот за учење за видовите птици и особено за нивното фотографирање, во што многу помага и Facebook групата на вакви ентузијасти која се вика Птиците во Македонија. Но не мора да сте нејзин член или стручен истражувач за да им помогнете на птиците. Например, со тоа што нема да им фрлате леб, наспроти расширеното уверување дека тоа е баш храна за нив. Тоа што ние можеме да дигестираме леб и јаглехидратите во леб не значи дека им одговара и не им одговара воопшто на дигестивниот систем, значи не ги дигестираат на тој начин кој што ги дигестираме ние и не се добри. Првенствено за птиците, така да ако нешто сакаме да им помогнеме во смисла да им обезбедиме храна е да си направиме, не знам, или мали куќарки или ако имаме простор за во нашиот двор или на балкон, кај што ќе можат и да наоѓаат за солниште, например, да кажеме во прилично студени зимски денови. Ако имаш некој јаболче што не може да го јадеш, па сечи го, па остави го или закачи го за гранчињата од дрвото што ти е таму, па тоа ќе го користат како храна. Ако имаш желба и можност, можеш да, например, да направиш од свинска маст обложена со многу различни видови на семчиња, како не знам, сончоглед, семки од тиква, се што да се наоѓа нешто од дома што е баш семка, како бомбица може да се направи, ако можеш да ја закачиш повторно на гранче или сакаш нешто по фенси, интересно нешто да направиш кој сталаче во кое што ќе го оставиш тоа исто супер им помага. За летно време секако е, ако имаш простор да оставиш повеќе сачиња со вода кај што би пиеле они, бидејќи знаеме со какви жешки температури се справуваме на лето во Скопје, тоа секогаш помага. Од летечките суштества во градот можеби најлош глас ги бие лилјаците. Се разбира неоправдано. Нивните темни силуети често се гледаат како пролетуваат во летните ноќи во висина на крошните на дрвјата
И тие во суштина се многу корисни. Ловат инсекти и со тоа го контролираат нивниот број. Они се скроз регулатори, они пак се регулатори на различни... Иако не изгледаат убаво и луѓето се плашат често. Не, и за жал имаме многу неубави легенди и митови за нив, дека не знам, ќе се закачат у глава, па и тоа е лошо, после тоа па треба цел коса да си исечеш, не знам што такви некои работи, така да за жал. Ама тоа е нешто што се решава со едукација, со говорење, со одење на терен, со имање искуство зошто се тие видови битни, кои ќе ги видиш особено на лице место и кои ќе ти објасни некој зошто се битни. Многу поинаков е пристапот и ставот кој што ние луѓето може да го имаме спремани. И тоа се однесува за многу други видови и за други принципи у животот, не само тоа. Данка вели дека птиците се индикатор колку е погодна една средина. Ако им се намали храната или се влошат условите, тие се селат, односно само ќе одлетаат на друго место. Но тој луксус го немаат оние животни кои немаат крила. Тие помалку ги има и потешко се наоѓаат во градот, испресечен со улици, иако град Скопје во 2017-та објави студија за воспоставување на зелени коридори, изработена од тим стручњаци од повеќе полиња. Со оваа студија се анализираше баш овој аспект, како зелените површини во градот да се спојат во една непрекината целина, со цел да се овозможи постојано струење на воздухот, кој на градот со големи згради и големо загадување му е насушно потребен, како да се создаде зелен простор за рекреација на жителите, но и баш како да се овозможи движење и миграција на животните и птиците. При тоа анализирано како да се поврзат 3 коридори, односно од Матка и Водно, по течението на Треска се создаде непрекинат зелен коридор, кој ќе оди по Вардар и ќе се расчленува по течението на реката Лепенец, некаде до близина на аеродромот Стенковец, и по течението на реката Серава до подножието на Скопска Црна Гора. Но со оглед на тоа што наудите и препораките засега се само на таа хартија, а на терен се гради како никогаш досега, парковите во градот остануваат во добар дел да личат на изолирани острови на природа. Драган Арсовски во најголем дел е посветен на проучувањето на влекачите и водоземците на островот Голем град во Преспа, а во Скопје во паркот Газибаба нашол урбан пандан на островот. Како и островот Голем град, што е остров, Газибаба, ако помислиме на работите вака, е остров во урбана една средина. Што значи дека сите единки внатре, повеќето од организмите што не сакаат баш урбани средини, ако се нашле таму, се заглавени таму и доколку излезат некоја од нив, нели малце похрабра се покаже, најверојатно нема да го преживеат тоа искуство или таа авантура на булеварите и така натаму што го обкружуваат Газибаба. Тој во паркот ги проучува желките кои ги има 2 вида, и шумска и полска, и смета дека се одличен вид на кој може да се направи студија со оглед на тоа што се погодни за проучување, а и поради тоа што паркот е веднаш до неговиот матичен природо-математички факултет, па оттаму и има можност директно се вклучат во истражувањата и заинтересирани студенти. Тој таму има сретното и зајаци и еребици. Од влекачи има уште неколку гуштерчиња и има една змија, што имаме сретното. Змијата е жолт смок. Жолт смок е една од најчестите змии во Македонија. За жал често завршува како жртва на патиштата. На пролет ако се возиме низ Македонија често среќаваме змии што завршиле како жртви. Најчесто станува збор за овој вид. Жолт смок е еден од 13 вида на смок што живеат во државава, тоест 11, пардон. Е една од подолгите змии кои што ја имаат, некои викаат дека можеби и најдолгата во Македонија, значи може да достигне и до 2 метри, а можеби и нешто над 2 метри. Јас лично најдолга што имам фатено е 1,85 м, не во Газибаба, на друго место, а во Газибаба се чини дека е доста честа. Луѓето во Скопје се реагираат панично, особено во лето, нели кога ќе се појават на некои места змии. Дали се тоа у Скопје генерално смокови што се појавуваат или има и други видови, вака по градски зид, не знам, доле, градски парк, не знам? Да, вака секоја година на пролет се јавува оваа паника и обично напаѓаат новинари, особено сакаат изјави и така натаму. И сега имам, баш лани напишав еден текст што побарав да се прикачи на страната на МЕТ, на Македонско еколошко друштво, на нашата веб страна, за да може да се шерува секоја година кога ќе дојде овој наплив, пошто е како класична една работа што се случува, бидејќи сега особено на овие делови од градот што се поблиску до природата, како е Црниче или Козле што е тука подводно, или пак овие делови од страната на Скопска Црна Гора или околу парк Шума Газибаба, често може да се случи да некоја змија залута во урбаните простори. Тоа види делумно и не ја одговара, бидејќи може да стане жртва на што на домашни меленици, мачки, кучиња или пак на патиштава, меѓутоа ги влече најверојатно поголемото присуство на глодари. Драган вели дека добрата вест за граѓаните е дека единствената отровна змија која се среќа во Македонија, поскокот, го нема во урбаните средини. Се појавува на Водно, но и таму е релативно неопасен за луѓето, затоа што е поседечки вид,
кој најчесто скриен некаде го чека својот плен во заседа наместо да го брка и да го лови. Така што ако видите некој, само заобиколете го. Меѓутоа, еве, ако речеме, ако дојдеме во физички контакт со змијата, доколку е смок, некои се поагресивни може да накаснат, меѓутоа повторно тоа е безопасно, освен ако не бидеме така среќни во наводници па да фатиме некоја инфекција, меѓутоа, еве, јас не сум имал таа среќа после долги години и многу контакт, а водниве змии воопшто во 99% случаите немаат ни рефлекс да касаат, така да се навистина безопасни и во најголем случај станува збор за водна змија кога ќе пријават некоја во Скопје. Истражувачот сосема го сваќа паничниот страв кај многу луѓе од влекачите. Но поради тоа што во најголем дел тие се безопасни, тој посочува дека тие си имаат и своја функција во градскиот екосистем, кој им оди во прилог и на луѓето, особено во контролата на глодарите. При тоа влекачите не живеат во канализацијските системи, но сепак се засолнуваат под земја. Такви места под земја ги сакаат, односно ги преферираат за време на зимата, односно кога хибернираат кај нас. Особено тој жолт смок што го спомнав дека го има и во Газибава, тие знаат да хибернираат колективно. Значи, доколку се најде хибернакулум, се вика тоа, доколку тие избрали хибернакулум да им биде подрум некој, или пак можеби некоја шахта, дупка од канализација и се до тоа, знаат луѓе некогаш да ги пронајдат во огромни броеви таму како хибернираат, додека хибернираат тие се како укочени, да речеме, метаболизмот им е сведен на минимум и што ги прави особено ранливи. И во вакви случаи, за жал, и покрај тоа што тие се всушност корисни и на пролет ќе вршат својата улога да ги истребат глодарите што се наоѓаат во околината, кога и да се нашли хибернакулуми, тоа обично значело пак геноцид за таа популација, реално. Така да ако може да апелирам, ако пронајде некој многу змии во својот подрум на зимо, нека се јави прво, да, нека не контактира, барем да ги преместиме или некако да ги спасиме, бидејќи на пролет и на лето всушност ќе голема улога ќе играат во спасување од глодари, да речеме, на таа куќа. Но, за животните и птиците во градот, човекот не е единствената закана. Оние редовни комшии кои ги срекаваме на улиците и во маалата, тоа се уличните мачки и кучињата, тие често се закана со која дивите животни не знаат како да се справат. Мачките особено се машини за убивање, како би кажа. Јас лично имам мачка и знам за што е способна. Стварно се многу способни за да ги убијат овие животни. Првин гуштерите им се апсолутно наменито, птиците секако им се наменито. Секакви други животни, знаеш, мачките знаат дури во обитна игра или учење на малите да преку игра убијат едноставно и го измачуваат тоа животно. Тоа го прават и така со гуштерите во Скопје, во другите градови и секако и со змиите што гледа. Така да, колку и да ги сакам јас лично мачките, имам лично мачка, особено доколку живееме во некоја полуурбана средина на село, би било фино доколку таа мачка нема многу пристап до надворешноста, бидејќи стварно го десеткува биодиверзитетот што се наоѓа во околината. Во градови веќе е десеткуван секако биодиверзитетот, така да доколку е во град надвор, претпоставам дека штетата што може да ја направи не е толку голема, меѓутоа во една полуприродна средина или природна, не дај Боже, стварно мачката може да има и такаков ефект. Нашиот локален биодиверзитет може би навикнат да се справува или да бега од дивите мачки што ги имаме, ама никогаш во предисторија, пред човекот да ја вдоми припитоми мачката немало толку многу мачки на една единица простор. Генерално со Драган и со Данка се согласивме дека зелените коридори му се потребни на градот за да може живиот свет кој е дел од нашата непосредна околина да се движи и да се развива. Колку повеќе го има, тоа е знак за поздрава средина. А колку е поздрава средината, многу научни истражувања покажуваат дека толку се поздрави и луѓето. Студијата за воспоставување на зелени коридори набројува дека по теченијата на реките во и околу Скопје се забележани и куни, видри, царски орел, кртови, глувчиња, јазовци, ласици, лисици и диви мачки. Дивите мачки се малку поголеми од оние припитомените во градот, а со лисици и ласици често искуство имаат жителите на населбите подводно. Например, жители на населбата Трнодол ни раскажуваат за честа пародична препирка со ласиците кои храбро им шетаат по дворовите. Ако домакините ги избркаат, тие потоа често навечер им се враќаат со брза одмазда, ќе им ги изгризат или расфрлат папучите, или ќе вратат со некоја друга ситна пакост. И така во круг. Очигледно, за разлика од постојаниот притисок за поголема урбанизација и средени симетрични простори кои му годат на човечкото око, на живиот свет му одговараат повеќе места кои на луѓето им личат на запуштени. Затоа и парк шумата Газибаба со своите густи пошумени делови е прибежиште за оние видови кои опстанале во градот. А во други делови, каде што на пример имаме она што се нарекува топлотни урбани острови, на кои поради прекумерната бетонизација нема зеленило и се случува прекумерно загревање на површината.
Тој ми штети и на луѓето, но исто така им штети и на животните, па и тие ги избегнуваат. Сепак, ние сме дел од природата, а таа е дел од нас. А од искуство можам да ви кажам дека доколку дома ви влезе лилјак, никако не се впуштете во истоштувачка бркотница со него, обидувајќи се да го избркате, додека тој френетично кружи низ станот и ви надлетува над глава. Не е згодно, но советот добиен исто така од друг истражувач на Македонското еколошко друштво, кој проверено функционира, е само да го изгаснете светлото, отворете ги прозорците и излезете надвор на едно кафе. Кога ќе се вратите, лилјакот ќе го нема.